Почитувани гледачи, јас сум Кристина Костова, а ова се вестите на Слободна Македонија. Во денешните вести кои власта не сака да ги знаете, ќе гледате. Власта повторно ја изедначи државата со партијата. Отпорот е единствениот начин за излез од политичката криза. Новинарите не преговараат со владата додека не се расчистат настаните од 24 декември. Нова иницијатива на Брисел и Вашингтон за решавање на политичката криза во Македонија. Не стивнуваат реакциите за поставување на командант во Рина за министер за одбрана. Не помина ниту еден ден откако министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска изјави дека се исполнети сите услови за фер и демократска атмосфера во изборната кампања, а власта веќе сериозно ја прекрши изборната регулатива. Вчера комплетниот владин тим се стави во служба на предизборната кампања на незините кандидати за градоначалници, со што грубо ги прекрши изборните принципи кои се вклучени во правилата на ОПСЕ и ОДИХР и пред законскиот рок ја започна изборната кампања. Министрите заборавија на своите функции и повторно се ставија директно во служба на кандидатите на ВМРО-ДПМН, што представува тешка злоупотреба на нивната функција. Со ова, власта повторно изедначи државата со партијата и започна масовна кампања за промоција на кандидатите за градоначалници спротивно на сите изборни правила и стандардите на ОПСЕ и ОДИХР. Вчерашниот ден е уште еден пример зошто власта толку цврсто одбива да ги прифати препораките на ОПСЕ и ОДИХР за изборната регулатива, во кој ваквото однесување е забрането и казниво. Ако таа ги прифати овие препораки, повеќе нема да смее да ги злоупотребува функционерите, а тие за вакви прекршувања ќе одат во затвор. Наместо ова, власт упорно ги отфрла цврстите изборни правила за да може да продолжи со злоупотребите во интерес на изборната кампања. Токму ваквото однесување е дополнителна причина за нашиот бојкот на институциите и на локалните избори. Ако власта на овој начин ги злоупотребува институциите сега, не е тешко да се претпостави дека нема намера да дозволи рамноправна изборна борба. Токму поради ваквите злоупотреби, народот треба да ја казни оваа власт и преку масовен бојкот на изборите да ја го одземе легитимитетот. На денешната пресконференција, подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Јовановски направи паралела на политичките кризи во Македонија и Бугарија и констатираше дека отпорот е единствениот начин за излез од политичката криза во земјава. Премиерот Бојко Борисов вчера поднесе оставка од функцијата и рече дека не може да гледа парламент обкружен со полициски огради и судири на полицијата со демонстрантите кои се противат на поскапувањето на струјата. Тој изјави дека власта ја добил од народот и дека на народот му ја враќа. Подпредседателот на СДСМ Јовановски констатира дека, за жал, во Македонија ситуацијата е посериозна, а проблемите на граѓаните уште поголеми. На црниот понеделник, режимот во Македонија не се судри само со демонстрантите на улица, туку со брутално полициско насилство ги отстрани новинарите и буквално ги сфрли опозицијските пратеници од сред собрание. Да не заборавиме дека во Македонија има и политички затвореници, медиумски мрак, се случи Мартин Нешковски, овој режим едноставно секојдневно ги задушува граѓанските слободи и права, а при тоа на народот му го цеди и последниот денар од џебот. И покрај тоа, Никола Груевски се држи за фотелјата и се обидува да создаде илузија дека неговата влада има легитимитет и упорно избегнува да се соочи со волјата на граѓаните на слободни и фер парламентарни избори. Новинарите нема да ги обноват преговорите со владата се додека не се расчистат настаните од 24 декември, кога насила беа избркани известувачите од Собраницката галерија, најавуваат од Сдруженијето на новинари и Новинарскиот синдикат. Од синдикатот велат дека во последните месеци добиле повеќе поплаки, дека се засилиле заканите и притисоците врз новинарите. Тие се сомневаат дека бројот на медиумски работници кои трпат, но се плашат да ги пријават притисоците е уште поголем. За новинарската фела, загрижувачко е прашањето за законот за медиуми. За него, министерот за информатичко општество и јавна администрација Иво Ивановски изјави дека откако ќе добие повратен коментар од Брисел,
ќе се одлучува дали законот да го достави во собранието и да расправа за него во отсуство на опозицијата. Официјален Вашингтон вчера повторно упати апел за итни чекори за надминување на актуелните политички тензии во Македонија. Во пораката од Стейт Департментот се охрабруваат сите политички субјекти во земјата максимално да го зајакнат политичкиот диалог со цел да се излезе од актуелната ситуација. Ова се толкува како уште една најава дека меѓународната заедница тргнува во нова иницијатива за решавање на политичката криза во земјава. Според пишувањата на дел од медиумите, еврокомесарот Штефан Филе денеска или утре ќе упати прагматична порака до сите инволвирани страни, што би можело да се свати и како предлог за излез од политичката криза во Македонија. Сепак, од Брисел не се открива што ќе биде содржината на пораката. Не стивнуваат реакциите во македонската јавност за поставувањето на Талат Џафери, познат како командант Форина, за министер за одбрана. Според информациите, голем дел од старешините и војниците во армијата на Република Македонија се организираат да го искажат својот револт против изборот на поранешниот командант на ОНА Талат Џафери за министер за одбрана, а дури и генерали од генералштабот на АРМ кои важат за многу блиски до ВМРО-ДПМНЕ, не сакаат да го прифатат поранешниот командант на УЧК за нивен надреден. Припадници на АРМ, бранителите од конфликтот во 2001 година, но и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ и обични граѓани, својот револт од изборот на Џафери го демонстрираат и на социјалните мрежи, кои се преполни со коментари за предавството кое е направено со поставувањето на Џафери за прв човек на војската. Лидерот на достоинство Стојанче Ангелов побара од Џафери да се повлече од функцијата, а од председателот Ѓорѓе Иванов како врховен командант да реагира и да ја спречи, како што вели, националната катастрофа со назначувањето на Џафери за прв човек на одбраната.